Иако далеку помлади, жанровски различни, но сепак во некоја слична улога, македонските сталтери Валдорф надолжно и попречно прават вивисекција и ги коментираат, секој според политичкиот вкус, не само македонските, туку и случувањата на светската политичка сцена. Кај едниот дипломатското искуство во една од земјите на БРИКС можеби е причина за малку поинаква емоција кон британската круна. Или кај Британија цел свет 3 века го крадеше. Британија го пелјушила цел свет, тогаш вклучително и Македонија. Што да жалам кралицата се треба. Не треба да ја жалиш. Па не да жалам. Не, ти очигледно идеш со Хезбола ку кафеа, го збориш ова. Без оглед на начинот на кој се избира друштвото за кафеа, но очигледни се проблемите во комуникацијата, па таа делува не баре онаа меѓу Пипен и Кукоч. Особено кога двајца политиколози ке се фатат во костет за улогата на својот професор, а едниот од нив на масата ке испорача барање за репарации. Ало, дечко, Турција крадела од тебе, не крадела. Ти покорно, председателот на кој му беше ти, на кој му беше советник, еден од најпокорните председатели кон Турција. Не е во историја. Не. Покорен. Е, са види. Покорен. Све живот за Турција направи. Не е точно. Еднаш да каже Турција ни го зема ова, сакаме да ни го врати. Па Ова е вратило, готово, што земало. ништо нема врати. Како бе ништо нема врати? Милиони бе. 200 години, по 10% данок. Наш 11 милиарди БДП, 10% е милиарди, 200 години тоа се 200 милиарди што треба да ни ги даде. вратени се. Математиката, па и таа со арапски бројки е тешка, сумите се крупни. Исто и со употребените зборови, ама нивната големина полесно се модифицира, оти со начинот на кој се прави некоја споредба, ставајќи карактерните особености во контекст на политичката димензија. Начисто се губи обидот за нечија хиперболизација. Не, види се, Киро Глигоров, нас не е Кемал Ататурк во земјава. Не е така. И се Но Ататурк Ататурк бил пијаница и умрел од цироза, па денес го слават во Турција. Бил коцкариште и бил човек кој правил многу глупости. Расклатената конверзација добива специфика на непомирливост со типот на Сајмон и Гарфанкел, кога се менуваат темите за врските на современата македонска држава и незините релации со кемализмот, неоосманизмот, путинизмот, кастровизмот или неоколониализмот. Во периодот кога се бара штедење, на големо се расфрлаат зборови. Ја гледам онаа несреќа Билјана Ванковска, зборува против кралицата, тамо толкави пасуси пишува на Фејсбук и така натаму толкави статуси. Керката на Билјана Ванковска живее у Канада. Ама принципот на твоето живење, децата нека идат у школу у Куба бе, у Венецуела, зашо внуците да ја учат во Канада? Неизоставни се и локалните игранки, но таму очигледно се појавува некоја виша сила која ги средува односите. Па се заигрува на истиот такт и се делува спонтано и едноставно, како на сцената да се Фред и Джинджер. Никола Димитров подолго време се најавува дека ќе формира партија, а јас и подолго време го барам и вториот член во таа партија. Па не големата дилема околу најавената партија Никола Димитров е таа, кој е вториот член на таа партија. А уште една работа, тој ја изгуби аурата на, ако можам така да го наречам, принцот на ВМРО. И на крајот, покрај сите кралски семејства, се наоѓа време да се каже збори за понекое политичко палјачо, кој изгледа не било инструмент на власта, туку обрат. Константно од кој Мицкоски на таа функција, он константно некој го напаѓа него. Некој бара негова смена се. На страна што станува збор за крајно неозбилни ликови, некојаш дури јас сомневам дека самиот си ги пушта Христијан Мицкоски за да се зајакне позицијата. Кога ќе ги видиш од прв до последен, нема еден озбилен човек таму. Кога навистина ќе се свртиш, не само таму, туку и пошироко, од прв до последен, изгледа нема ниту еден сериозен. Освен ако некој самите не ги прави такви, за да си ја зајакне својата позиција.